Уништени пруги, локомотивите децениски, железничкиот сообраќај во државата е во хаос. Владата во заминување не го исполни ветувањето за реконструкција и осовременување на железниците. Повеќе од месец дена се уште е блокирано кај градско, а патниците кои тргнале со воз се превезуваат со автобус. И додека Србија излезе со план за изградбата на пругата од Ниш до македонската граница, кај нас допрва ќе се започне со работа на студијата за изградба на брза пруга од Ниш до Скопје, зашто двете земји заеднички ќе барат средства од Европската унија. Веќе ќе започнеме со работа на студијата за таа железничка пруга, на проектирање на основниот проект со сите процедури кои што предстојат за да биде реализирана согласно план, процедура, проектирање. И во патната инфраструктура работите не одат глатко. Се уште тапка во место изградбата на автопатот Кичево-Охрид, кој почна да се гради уште пред 10 години. До крајот на неделата Бочварски се надева дека ќе го добие извештајот на експертите, пошто ќе се знае дали ќе има раскинување на договорот со кинеската компанија Синохидро. Значи, се уште не можеме да зборуваме за раскинување на договор, не можеме да зборуваме за идните чекори се додека тој извештај не биде разгледан и при тоа не биде донесена одлука од страна на владата. Денеска Бочварски најави нов рок за финализирање на браната на река Отиња во Штип. Наместо во јануари 2024 како што беше планирано, сега очекува да биде готова до крајот на наредната година.